Јавните предпријатија од источниот регион се соочуваат со втор голем финансиски удар, откако цените на нафтата отидоа до непредвидливи височини. Нивниот возен парк функционира исклучиво на нафта, која сега и за нив е прескапа. Јавното предпријатие троши околу 1500 литри нафта на неделно ниво, што значи дека сме големи потрошувачи за да можеме да ги извршуваме нашите секојдневни потреби, односно чистење на градот и ред други активности. Така да нашиот правен тим ќе ги погледнува договорите со нашите добавувачи и ќе постапуваме согласно нив, но сепак по новите цени, новите одлуки од регулаторната комисија, секако да ќе бидеме погодени. Идентичен проблем имаат и јавните предпријатија во другите општини. Па сега прашањето е како ќе се обезбедат дополнителни пари за да се плати прескапата нафта, а при тоа возилата за собирање смет и останатите да завршат својата работа. Највеќе и најголеми загуби имаме во делот на прочистителните станици, таму имаме 3 пати покачување на цената на струјата, при што имаме загуби во финансиското работење. Мислам че не можеме уште многу долго да издржиме, бидејќи сега и со минималната плата ќе имаме дополнителни трошоци и тоа ќе имаме негде околу 1 милион плюс месечни трошоци за струја и за плати. Тоа за нас големо оптеретување. Можности јавните предпријатија да го решат проблемот имаат две, а тоа се евентуално зголемување на цената на услугите или да се побара помош од нивните основачи, односно општините. Но, дали и тие имаат пари? Ситуација станува повеќе од алармантна. Растат цените на горивата, енергетската криза исто така ние во очајна ситуација. Проблемите не стигнуваат. Ние како локални самоуправи се грижиме за јавните предпријатија, ги стимулираме, меѓутоа она што го бараме и преку ЗЕЛС, преку управниот одбор, дека мораме да изнајдеме начин во соработка со владата да не во начин да ни помогнат, туку да се ги обавуваат и обврските. Факт е дека моменталната ситуација, мајќи ја предвид енергетската криза, економската криза и сега со ово енормно покачување на цените на горивата, дека самите општини доводиме до ситуација да не можеме да излеземе во пресред долгорочно. Моментално се трудиме да ја помогнеме, но не само јавните предпријатија, мора да спомнеме дека кај нас на нафта се затоплуваат и училиштата, градинката. Така да тие институции бараат од нас помош колку можеме да излеземе во пресрет, излегуваме, меѓутоа и ние сме ограничени. Поради ова, ЗЕЛС вчера на владата и дадоа рок од 7 дена да седнат и да разговараат за проблемите на општините. Да се разговара итно за надминување на состојбата со енергетската криза и особено за пренесените надлежности за кои владата треба да ги исполнува своите обврски. Доколку тоа не се случи час поскоро, ќе се доведе во прашање функционирањето на локално ниво. Велат од ЗЕЛС. Што ќе се случи доколку владата овие барања ги игнорира? Исто како и во случајот со струјата е неизвестно, но од ЗЕЛС веќе се заканија со радикални чекори.